Мене тоа ми е чудно, на пример, обично е колешката од медицина, на пример, толку многу слично, толку различни доктори има за секој орган, за секој ткиво посебен што се вика. Ама никогаш не сум сваќал како може ветеринарите од ветеринарен доктор да биде и за се, и за пудлица, и за конј, и за крава. Ве молам објаснете. Ве молам објаснете. Ова може и лаички, може пресмешно, ама... Не, Тоа е предизвикот на самата ветерина, зашто, нели, учиме како да им помогнеме на сите видови и треба да знаеме баш сите специфичности на сите различни животни. Сепак, сите ветеринари, мислам, сите студенти, сите ветеринарни доктори имаат некоја насока, но сметам дека сепак тоа е всушност комплексноста на нашиот факултет. Значи, треба стварно посветеност и зашто предизвик е да се знаат сите овие сите детали за сите животни. Тоа велам дека клучна е праксата, затоа што како што гледаме и како што посебно нашите професори како што ги гледаме како работат и како ни демонстрираат како се изведуваат некои работи, така полесно ќе ни останат во сеќавање. Праксата мислам дека е клучна и затоа и кај нас после завршувањето на факултетот обавезно е да се стажира за да се види, за да се стекне она искуство, затоа што без искуството знаеме, но не знаеме како да ги примениме работите, така што мислам дека практичната настава е клучна на нашиот факултет. Так. Да, учите, оно што го споменавте, пудлица. Мислам, тоа е и самата гранка ветеринарна медицина. Значи, опфаќа многу животински видови. Нели се грижите пред се за здравието на животните, меѓутоа индиректно се грижите за здравието на луѓето. Затоа што знаат еве и од медицински факултет дека колку само имаме болести кои што се пренесуваат нели од животни кон луѓе. Тие зоонози, актуелни се, еве го ковидот нели. Изминатиот период, видите, имаме ние кај мачките особено и кај кучињата група на вируси од слично него од короната и така натаму, и знаете како сите ние бевме во контакт секојдневно. Никој од нас, барем јас, еве од моје лично искуство ви говорам, иако има мачки, кучиња, има, не ни помислив во ниту еден момент да речеме они мене нешто ќе ми пренесат. Значи, затоа и целта можеби и онаа заедничка хумана ветеринарна медицина, нели соработката која што имаат секаде во светот, а и кај нас има доста, да ги запознаете луѓето дека не е секогаш тоа толку страшно. Зошто го говорам ова? Барем јас сум сведок, а мислам дека и многу луѓе беа сведоци изминатиот период да многу домашни меленици беа на улица. Од стравот, од стравот, од типот страв да не пренесат некак ковидот да не фатиме. Нели да не се разболиме ние од короната или од ковидот. Преку куќата. Преку милениците, нели, преку животните, имаше и стати, верувајте, мислам имаше истражувања, не е само кај нас ова во Македонија, говорам општо. Нели, луѓето се најдоа во некоја паника општа и така натаму, и затоа она што го говорите, знаењето е многу важно. Како ќе почнат од самиот почеток да студираат студентите кај нас, самиот концепт на студиите, нели на почетокот имаме општобразовни, предклинички предмети и така натаму, каде што говорејќи од страна на студент сега, мислам, верувам дека можеби колегите и ќе се, нели повеќето од кај мене и професорите ќе се согласат дека учите основа. Во ред, значи, до трета година самите студенти учат основата. Јас верувам дека на повеќето име нели можеби монотоно, неинтересно, незабавно, но голем број на колеги ве тргнувам од себе, од мојот студиум кога ние сме учеле ветеринарна медицина, затоа што тогаш беше во рамките на поделени беа, имавме предавални на земјоделски факултет, па дел на факултетот за ветеринарна медицина и така натаму. Сега малку многу поинаков е концептот. Така. И знаете да ги насочите студентите од самиот почеток да им кажете дека тек допрва интересното всушност тоа ветерината ќе следи. И тоа е она што од трета година веќе започнуваат со дел од клиничките предмети, па нив им е интересно бидејќи гледаат она што велите различни видови животни, па почнуваат со дел од предметите во трета година изучуваат, па и бројни заболувања, поделби, како функционира самиот систем, анатомијата од самиот почеток од прва година изучуваат и веќе имаат некакви бомбастични сознавања додека стигнат нели до она што каже и Бојана до четврта, пета, односно
5-та или 6-та година кога започнуваат со праксата, кога што веќе тука е оној момент каде што е баш ветеринарната медицина. Е сега каде одат и каде се насочуваат, оно што спомена Бојана, во помалу и поголема мера секој знае. Ако знаете кај мене во мое време, веќе го кажам како поим, како термин, можеби не звучи убаво, меѓутоа ние кога студиравме, јас знам од самиот почеток кога се запишував. Одев средно ветеринарно училиште, бидејќи јас сакав да бидам доктор по ветеринарна медицина. И толку, за мене не постоја, веруете, ниту една друга струка на светот. Навистина. Да. Знаете како убедени ве убедуваат, Не, повозрастните, фамилијата, членовите, соученици. Да. Во смисол, гимназија, нели, да учите средно гимназија за да се насочите понатака. Демек фаза ќе пројде. Имав една фаза на пилот, ама така, беше многу кратко, што можеби тогаш јас бев баш на оној момент кога беше војната и распадот и кога го доживеавме сето тој момент ние како тинејџери и деца, а возрастните сметете родителите многу повозрастни, многу потрагично го преживеа, нели нормално тој момент сме живееле во нешто многу поинаку. Да. И од самиот почеток велам јас ќе бидам ветеринар, доктор ветеринарна медицина и